Во студиото се враќаме со нова тема во која што ќе разговараме со продуцентот Роберт Насков. Всушност, помина веќе речиси година дена од премиерата на она култна серија Зоки Поки, која што несомнено остана на некој начин задолжителна во време на пандемија за малите деца. Меѓутоа, предпоставувам дека и верувам дека и да не беше пандемијата, таа серија секако ќе беше од особено значење за малите деца, ќе се следеше со истото внимание. Меѓутоа, каква е иднината на овој проект, а и генерално иднината на филмот? Разговараме со продуцентот Роберт Насков. Добро утро. Добро утро. Господине Насков, она што може да се забележи како едно од предизвикувачките прашања за вас како продуцент на оваа серија е дека незиното продолжување е во неизвестност. Што тоа значи? Дека Зоки Поки нема да доживее втора сезона? Да, прво сакам да се заблагодарам што утрински брифинг ја следи серијата Зоки Поки. Минатиот разговор го имавме со колегата Ордановски токму кога започнуваше незиното емитување. 2020, сега кога е неизвестна незиното продолжување. Да, тоа значи дека Зоки Поки за жал нема да има продолжување, бидејќи не постои расположение за втора сезона. Како велите не постои расположение? Тоа значи дека пред се финансискиот дел е оној кој што ја кочи го кочи продолжувањето на втората сезона. Втора сезона во која што можам да приметам во едно неодамнешно интервју, велите дека е комплетно готова, само треба да почне да се снима. Точно, да, се работи за проблемот се секогаш финансиите. 10 сценарија од втората сезона се одамна завршени, уште пред започнување на емитувањето на првата сезона. Аплицирани во македонската телевизија на отворениот конкурс, меѓутоа за жал таму се уште немаме официјален одговор. И покрај интернационалниот успех на серијата и покрај огромниот интерес кој што владе овде во Македонија, и тоа не само кај децата, него и кај родителите, за жал ова култно дело на Оливера Николова, во временско дело со кое што сите израснавме, во моментов нема да има свое продолжение. Нема да застанете овде, предпоставувам, бидејќи освен... Секако јас нема да се откажам, бидејќи навистина сметам дека таква драмска серија која што ги надмина границите на едно кинематографско дело не треба да застане само на една сезона, бидејќи навистина постои са голема одговорност кон публиката, кон децата кои што ги навикнавме да се соживеат со Зоки Поки и со неговата дружина и да уживаат во темите и проблемите кои што ги имаат во својот развој. Нема да се откажам, секако ќе се обидам да најдам било каков начин овде и во надвор од државата да серијата Зоки Поки добие свое продолжение и снимаме втора сезона, меѓутоа за сега морам да информирам јавноста, бидејќи навистина е голем притисокот дека во моментов тоа нема да се случи. Јас не можам да разберам за серијал, за продукција како што е оваа серија, која што секако најде на голема позитива од публиката и која што како што гледам и како што знам ќе се емитува во скандинавските држави, во Шведска и во Норвешка, како не успеваме да ја поддржиме во домашниот пазар? Ако имате аплицирано во македонската телевизија, тогаш агенцијата за филм, спонзорите, каде се во овој круг на барање дополнителни средства? Еве ќе ве дополнам ексклузивно за утрински брифинг. Денеска ќе објавиме во медиумите, значи серијата ќе се прикажува и во Финска и во Данска, што значи дека целата Скандинавија ќе биде покриена и серијата Зоки Поки ќе се емитува на сите скандинавски национални телевизии. За жал во Македонија не постојат многу извори на средства за ваков тип на програма, освен македонската телевизија која што верувам дека има финансиски проблеми и скратени ми буџетот за оваа и за минатата година и претпоставам дека тоа причината зашто не може да ја финансира. Останува како извор на средства за финансирање на телевизиска програма и филмска програма Агенцијата за филм, која што има актуелен конкурс кој што трае до 31 март, на кој што секако Киноокот ќе аплицира со истите сценарија. А што ви велат вам? Еве, мене тоа ме интересира. Што ви велат вам кога ќе се обратите, кога ќе разговарате за тие средства?
Кое е образложението? Морам да признам дека на почетокот од страна на македонската телевизија имаше расположение за продолжување на серијалот Зоки Поки. Меѓутоа тие, како што ни информирува сега кој е неофицијално, ќе треба нив да им се обратите да ви го кажат, да ви дадат одговорот на ова прашање, дека финансиите се проблеми, дека им е скратен сериозно буџетот за функционирање и за откупување и продукција. Така да тука е некаде закочена работата. Разговор имаше, меѓутоа за жал не беа позитивни токму поради финансиите. И морам да ве прашам, сте разговарале, сте стапиле во контакт со овие телевизии кои што имаат национална фреквенција, ако не е МТВ, имаат други приватни телевизии кои што можеби можат да го спонзорираат овој проект? Па јас секако реков дека нема да се откажам, дека серијата ќе биде понудена и на другите национални телевизии, меѓутоа верувам дека и кај нив ќе се соочам со истиот проблем поврзан со финансиските средства, бидејќи знам дека целата ситуација со пандемијата носи големи економски проблеми со кои што исто така и тие се соочуваат и не сум сигурен дека телевизија од нивни тип дека може да ја финансира комплетно серијата или во поголем дел. Се обратив на македонската телевизија и многу ми е драго, бидејќи ја така и професионално израснав во таа куќа, дека серијал од овој тип Зоки Поки како бренд, ова дело, драмска серија, местото е на македонската телевизија, која што сите ние на некој начин ја финансираме. И така на тој начин таа може да допре до сите гледачи кои што се заинтересирани да гледаат. Да. Господин Насков, во една година и пол на небрежие, нешто каде што сите некако се навикнуваме, привикнуваме, а сите губиме, освен нели секако поединци кои што заработуваат и во време на пандемија. Јасно е дека филмските фестивали беа пред се одржувани онлайн, не само овде зборуваме за филмски фестивали, огромни филмски фестивали кои што се правеа надвор од во светот, оние големите, канскиот, берлинскиот. Во таа релација на прикажување филм онлайн, фестивал онлайн, се чини дека се губи основната комуникација, основната смисла, односно емоциите на гледачот кој што треба со физичко присуство пред платното да ги доживее, да ги осознае. Каков е предизвикот на еден продуцент во време на пандемија? Па секако да се продуцира, да се снимаат филмови во ова време навистина тешко. Меѓутоа, ние мора да продолжиме да се занимаваме со својата професија и мораме да на публиката им дадеме програма која што таа ќе ја конзумира. Во текот на изминатата година во Македонија се снимија и долгометражни и кратки филмови. Јас лично заедно со мојата продуцентска екипа, заедно со мојата продуцентска куќа и екипата снимивме 2 кратки филма кои што се во постпродукција, се во финално завршување. Можно е да се снима, се разбира по отежните услови, протоколите се запазуваат, но сепак сметам дека во однос на фестивалите, на физичко присуство, кога ние сме на лице место, заедно таму со колегите се дружиме, разменуваме информации и искуства, договараме нови копродукции за едните проекти, сето она што представува конзумирање на филмско дело директно во кино, за жал не можеме да го доживееме. И тоа е навистина голем проблем. Фестивалите се сноѓаат како што можат и дури најголемите, како што спомнавте. Тоа е единствен начин во моментов да се одржи континуитетот на одржување на овие големи манифестации. Се надевам дека од есен ова ќе се промени, ќе може колку толку да се присуства и физички на овие места. Да, рековте вие, меѓутоа ќе напоменеме и соопштение на филмскиот фонд на агенцијата за филм, која што зборуваше за реалокација на средства, за кратење на фондови, пренамена на средства. Ако се земе в предвид дека и Манаки фестивалот беше прекинат или се одржа во едно многу кратко парче, се друго се одвиваше и како што реков онлайн, ги крати тоа вашите контакти со продукции, копродукции за идна соработка? Секако. Сакам да кажам, кој веќе спомнавте агенцијата за филм, дека и таа има проблем со финансиски средства, бидејќи буџетот неоправдано комплетно е скратен минатата година, така да
дури во овие тешки услови на пандемија, каде што се зголемуваат трошоците за продукција, се соочуваме дополнително и со намалени буџети. Тоа е еден проблем и исто така и одржувањето на фестивалот Браќа Манаки, кој што минатата година се одржа во форма како што се одржа. Седам оваа година ќе биде во сосема друг облик. Ни оневозможува на нас филмаџиите, филмските професионалци да комуницираме со остатокот од светот, бидејќи нас Манаки ни е место каде што секоја година се собираме, не само ние тука во Фелата. Македонските филмаџи тука им доаѓаат голем број на гости, колеги со кои што соработуваме или ќе соработуваме во иднина, така да фестивалите се токму место за тоа, за споделување, за доживување на филмските дела кои што сме ги направиле и едноставно тоа мора да продолжи. Верувам дека во иднина ќе се најде начин, дека ќе се смени ситуацијата и дека ќе можеме не само овде, него и надвор да уживаме комплетно во фестивалските изданија. И во оваа година и пол, како што реков, беа откажани доста проекции, киносалите воопшто и не работеа, сега полека се враќаат, да. Меѓутоа, вашиот став, како ја замислувате иднината, односно еве постпандемијата, после пандемијата ќе се вратиме, меѓутоа веројатно ќе бидат ограничени бројот на гледачи и во таа една постпандемиска иднина на киното, како ја замислувате таа реалност? Знаете, новата реалност на сите ќе не погоди, вклучувајќи го и киното и конзумирањето на филмските дела. Многу ќе биде тешко публиката повторно да се врати во киносалите. И претходно беше проблем бројот на киногледачите не само во Македонија, него и комплетно во Европа. Ќе би треба многу да се работи, тоа е работа и на не само на филмските професионалци, туку и на дистрибутерите, се разбери на државата да помогне да конзументите на филмот се вратат во кино. Се навикнаа премногу луѓето да седат и да гледаат филмови на платформи кои што во изминатава година се повеќе и повеќе се зголемуваат. Не велам дека е тоа погрешно. Тоа е еден од начините да се конзумира филмско дело, но сепак правиот, вистинскиот начин и вистинското доживување е во киносала пред големо платно, каде што ќе се видат сите оние детали кои што ние филмаџиите толку многу внимателно сакаме да им ги прикажеме на публиката. Така да ја верувам дека полека со некоја постепена фаза на враќање на публиката во одреден процент, па понатаму зголемување, се разбира со сите мерки на предпазливост, дека публиката ќе мора да се навикнува да се врати во кината, бидејќи конзумирањето испред телевизиски или компјутерски екран не е вистинското доживување. И верувате во можноста на новите технологии за поинакво изработување на филм? А во која смисла? Па еве, велите вие, сега се префрливме од киносалите пред телевизорите и виртуелната реалност. Зборуваме постојано за изноѓање на нови решенија, на иновативни решенија кои што би помогнале во справувањето пред секој со економската криза. И кога е филмот во прашање, дали верувате дека постојат нови технологии, иновативни решенија кои што ќе можат и на киното на некој начин да му помогнат? Секако, се што е во насока на враќање на публиката на правото место во филмското удобно седиште со пуканки или било која пијачка во рака и конзумирање на филмско дело, ја поздравувам и јас сум пристрасен секогаш кога се конзумира едно филмско дело, бидејќи како продуцент знам колку време се посветува на сето она што сакаме да го прикажеме на публиката. Во изминатиот период ние бевме приморани да конзумираме филмски дела преку мали екрани, кои што не ја доловуваат комплетно атмосферата на самото снимање и комплетно на самата продукција. Затоа јас се надевам дека полека ќе се изнадат начини да на киното му се помогне и да се конзумира на оној прав начин на кој што сите се навикнавме бевме навикнати пред да се појави пандемијата. Да. Господине Насков, ви благодарам на разговорот, ви благодарам на одвоеното време, ви посакувам со делото Зоки Поки, за кое што и разговаравме на почетокот на овој разговор, да ги најдете оние неопходни средства, оној кој што треба да каже да, бидејќи е серија од исклучително значење, пред се наменета за најмладата публика, особено во време кога толку се достапни на интернет платформите оние цртани филмови и серии на странски јазици кои што
Неминовно е дека децата ги конзумираат и некогаш и повеќе од потребната минутажа, но ова што го имате сработено вие и е неопходна на македонската публика. Ви благодарам. Јас само на крајот сакам да апелирам, уште еднаш благодарам за одвоеното време. Се надам дека ќе се најде начин брендот Зоки Поки понатаму да живее и апелирам до одговорните, сите оние кои што треба финансиски да ги помогнат, не само агенцијата за филм, него и македонската телевизија, ќе помогнат кон формирање и создавање на нови телевизиски и филмски дела со кои што македонската публика ќе може да ужива.